Добро вечер, пријатели. Мора да признаете интересна и динамична недела. Нашата последна емисија успее да собере кумулативно над 1 милион прегледи на социјалните мрежи, за што сме ви многу благодарни. А тоа значи дека Проверитас не е само наша приказна. Проверитас е заедничка приказна на секој од вас кој кликна, коментираше, испрати порака или само слушаше во тишина. За само неколку дена кумулативно над 1 милион прегледи. Оваа бројка не е само бројка. Таа е ехо од еден народ кој сака да слушне, да разбере, да се информира, да постави прашања. А ние сме тука за тоа. Ние сме Проверитас. Не сме совршени, не сме ни безгрешни, но секогаш се обидуваме да говориме вистината. А тоа некого го боли. Некои сака да не замолчат, некои сака да не наречат платеници. Во ред, слободна земја е ова. Може да посакате се што ќе помислите. Може да зборувате што ќе посакате, ама нема да не замолчите. Прво, ви благодариме од срце на секој што ни даде збор охрабрување, на секој што го сподели видеото, не затоа што се сложува, туку затоа што сака дискусија. Благодарност до сите што не следат, што веруваат дека критичната мисла не е закана, туку основа на слободното општество. Ви благодариме што не се плашите да слушате, да се спротивставите, да се согласите, да дебатирате. Тоа ни дава сила да продолжиме. Не бегаме од критики. Тие не градат. Го разбираме гневот, иронијата, несогласувањето. Некои од тие критики беа во право, некои не беа. Но сите се дел од разговорот. А тоа е добро. Тоа значи дека Проверитас не е ехокомора. Не сме тука да ве убедиме, туку да ве предизвикаме да размислувате. Но има линии што не смеа да се преминат. Заканите, по живот, по семејство, по безбедност. Верувајте, тоа не е дискусија, тоа е терор. Никој, повторуваме, никој не заслужува да биде мета само затоа што поставува прашања или има свое мислење. Заканите не се сила, заканите се слабост на тие што немаат одговор, на тие што сакаат тишина наместо вистина. Затоа ги осудуваме сите форми на насилство и закани, отворено како она со случајот на струмичкиот градоначалник, вербално или скриено за лажни профили и медиумски притисоци. Тоа нема да не замолчи. Напротив, тоа не засилува. Имаме одговорност пред вас. Нашите микрофони не се оружје. Нашите прашања не се напади. Тие се ваша желба за одговори. Ќе продолжиме, ќе поканиме соговорници од сите страни и никој нема да биде поштеден од проверка. Ниту власт, ниту опозиција, нити медиуми, ниту ние самите. Ако сакате правда, ако сакате да живеете слободно, никогаш не дозволувајте стравот да стане норма. Ова за нас е почеток. 1 милион прегледи. Значи 1 милион можност за промени, за разговор, за вистинска дебата, за оно што ќе ги адресираме сите прашања што како општество не мачат. Ви благодариме што ни верувате. Ви благодариме што не критикувате. Ви благодариме што не поддржувате. Проверитас продолжува. Продолжуваме заедно. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proVeritas.mk.